Над милиарда денари инвестиции во македонските општини за студена влада, повеќе пари за реконструкција и изградба на патишта, објекти, обновување на туристичко-излетнички места за подобрување на квалитетот на живот на македонските граѓани. Министерот за локална самоуправа Перински најави дека во следните денови ќе бидат објавени проектите од општините кои ќе бидат финансирани од државната каса до крајот на оваа година. Очекуваме до крајот на неделата од нивна страна да стигнат веќе и предлозите до владата за усвојување на предлог проектите. Секако од наша страна не ги целиме на големи или мали проекти заради тоа што еден голем проект во мала рурална општина е мал проект за голема скопска општина. Диапазонот е многу широк, имаме проекти во вредност од неколку стотици илјади денари, но имаме и предлог проекти кои што надминуваат вредност повеќе од 1.500 милиони денари. Во својот отчет, Перински рече дека се имплементираат и 10 проекти со помош на Швајцарија во сите 8 плански региони, меѓу кои опремувањето на болницата Свети Еразмо во Охрид, реконструкција на Охридската болница за срцеви заболувања и нефрологија во Струга, изградба на регионален центар за бездомни миленици за 9 општини од Вардарскиот регион, зголемување на капацитетите на домот за стари лица во Берово, како и опрема за пожари во Куманово, Липково, Старо Нагоричани и Ранковце. Ќе продолжиме да ги зајакнуваме капацитетите на општините во насока на нивна поголема транспарентност и отчетност, а за таа цел предвидено е во наредниот период да бидат опфатени дополнително 40 општини во рамки на овој проект. Продолжуваме да ги дигитализираме општините. Превземаме мерки до 2026 година да ги дигитализираме сите општини, а делуваме и во насока на ажурирање на општинските бази на податоци, на даночните обврзници, за поефикасно собирање на средства од данок на имот. Преку Бирото за рамномерен регионален развој оваа година ќе се реализираат 129 проекти во областа како енергетска ефикасност, инфраструктура, заштита на животна средина и развој на туризмот. Дополнително преку програмата за рамномерен регионален развој активно се спроведуваат и 12 дополнителни проекти кои се од интерес на граѓаните. Според Перински, Македонија ќе ја зајакне и соработката со соседите за развој на пограничните региони.